Франција предложи, Скопје и Софија прифатија, па Македонија од главна веќе не е тема во Бугарија. Сега темите се други. Во бугарското предизборие по договорот за овој спор, со кој историските прашања стана услов за Македонија на патот кон Европската унија, интересот е префрлен на други теми. Бугарскиот аналитичар Прван Симеонов за Алфа вели дека во моментов Македонија не е толку важна, поважни се економските теми. Не би казал, че в момента темата е активна. Знаете, во Бугарија в момента предстојат избори. Не би кажал дека во моментов во Бугарија темата е активна. Сега во Бугарија престојат избори, вонредни избори. Тука сосем други теми се на дневен ред. Најмногу темите со цените на енергенците и геополитичките теми. Така што таа тема е ограничена во моментов. Вели не можеме да збориме кој е победник во овој спор, бидејќи сме имале заедничка историја, сме биле едно, но потенцира дека револтот во Македонија предизвикал задоволство кај луѓето во Бугарија. Трудно е да говорим за победа и за загуба когато става дума за две страни кои имаат општа историја. Тешко е да зборуваме за победа кога станува збор за две страни кои имаат заедничка историја. Јас искрено би се радувал ако општеството во Македонија знае дека бугарите не размислуваат злонамерно кон Македонија. Многу е тешко да говорам за победа или пораз, како да кажам како се победуваме еден или друг, ние сме едно. Сепак имаше една таква ситуација каде незадоволството во Македонија предизвика многу бугари да мислат дека предлогот е подобар за Бугарија. Според договорот на историската комисија, Самуиловото царство е бугарско. Симеонов вели постои задоволство кај источниот сосед бидејќи го добиле она што веќе било нивни историски став од предходно. Во Бугарија беше прието добре. Во Бугарија беше прифатено добро поради тоа што се прифаќа нешто што во Бугарија веќе постоеше. Луѓе како мене кои малку повеќе се интересираме за темата, јас сум специјалист, сепак мојот поглед на таа тема е малку емоционален, признавам. Но јас мислам дека тоа е старо решение на комисијата кое сега се официјализира. Дека задоволството постои кај бугарите покажува и што речиси сите политички фактори го прифатија овој предлог. Симеонов вели посебно тоа се покажува бидејќи го прифати ГЕРБ на Бојко Борисов, која претходно била многу критички настроена кон Кирил Петков и неговата влада во однос на овој спор. Најважното което се случи е че основната опозиционна политичка сила. Најважното што се случи е што најсилната опозицијска партија ГЕРБ го прифати, иако пред тоа беше исклучително кон премиерот Петков за курсот кон Македонија. Таа политичка сила го смени ставот и го поддржа францускиот предлог и нештата се сменија многу брзо. Јасно е дека во оваа битка сепак победникот е Бугарија, но и покрај тоа Македонија се уште го нема добиено она што го сака. За старт на преговори со Европската унија ќе мораме прво да го промениме уставот и во него да ги внесеме бугарите, зашто е потребно двотретинско мнозинство.